Еврокомесарката за проширување Марта Кос е незадоволна од исполнувањето на реформската агенда во Западен Балкан, што става 700 милиони евра предвидени средства од планот за раст во ризик. Изјави таа во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Иако Кос не се осврна подетално на Македонија, таа е децидна дека Унијата не може да дозволи земите кандидатки да трошат години спроведувајќи тешки реформи, без при тоа да покажат конкретни резултати. Progress has been a lot slower in the Western Balkans. Last week, I wrote to the authorities in the region to step up their reforms or their citizens will lose out. The growth plan is strictly performance-based, as you know, and time-bound. Currently, more than 700 million euro are at risk of being permanently lost across the region if reforms are not completed by June 26. За реформската агенда, вчера владата имаше средба со амбасадорите на земјите членки на ЕУ, на која министерот за европски прашања Беким Сали кажа дека од вкупно 21 пријавена реформа, за 16 се очекува позитивна оценка, со што би се овозможило ослободување на околу 70 милиони евра финансиска поддршка. Според Симонида Кацарска од Институтот за европски политики, најголемиот предизвик останува доцнењето со реформските закони кои се однесуваат на правосудството. Односно пополнувањето на празните места во судството и обвинителството е една од мерките од декември 2024 година, која што е во моментот во така наречен грейс период до декември 2026 година. Немаме нова генерација во Академијата за суди и јавни обвинители. Јасно е дека тие средства ќе бидат ставени под знак прашалник. И всушност тоа се 3-4 реформи од декември 2024 година кои што се во ризик. Навраќајќи се на тоа прашање кое што го поставивте, кои ќе бидат во ризик во декември 2026 година, што е некаде во вредност од околу 8 милиони евра вкупно, кои што се однесуваат на патоказот за праветна транзиција. Како што појаснува Кацарска, засега Македонија има 40% искористеност на европските средства како резултат на завршени реформи, додека пак за оние кои се најкритични, односно во правосудството, се уште има политичка дебата како треба да се одвиваат. Оценките за реформите кои деновиве ги очекуваме од Европската комисија се однесуваат на минатата година заедно со заостанатите реформски чекори од декември 2024, додека оние од јунскиот период е се уште рано да се анализираат, потенцира Кацарска.